Кој вели дека ние оваа реалност ја игнорираме? Па ние сме дел од владата на државата со оваа придавка. Но не можам никогаш да се сложам со административното име, бидејќи тоа е спротивно на моите принципи, како да ви кажам. Јас за мене оваа држава длабоко во себе ја носам, кој што сум ја населил и ќе пренесам на моите потомци е Македонија и тука не треба да имате дилема. Како ќе изгледа? И што е тука не европски? Не, како ќе изгледа сето тоа во пракса? Може да ни објасните. Вие ние одите, сме- седнувате пред табла на која што пишува Северна Македонија, ќе го покривате тоа Северна? Па прво кога ќе дојде на таква ситуација ќе наоѓеме начин како ќе функционираме. Но јас лично, еве ви кажувам, не можам да бидам лицемер и да ви кажам дека оваа реалност ние ќе ја игнорираме и сега и ќе ја игнорираме. Таа е реалноста која што ни ја донесе Зоран Заев и СДСМ. Но никогаш јас, еве, ова сум го повторил и повторно ќе го кажам вашите мисли. Не можам да се сложам со оваа придавка. Дали тогаш сте што е? неискрен и нечесен во односот кон вашите поддржувачи? Веќе претпоставам многумина ќе ви го дадат гласот, верувајќи дека ќе направите нешто за да ги вратите назад состојбите, да ги поништите овие договори. Бидејќи такви ви се и дел од пораките во спотовите, да речеме, што ги гледаме. Зошто ние гледаме кроз призма на материјалното? Еве, јас сум незадоволен. Не моите поддржувачи, не македонците. Јас сум незадоволен. Еве јас, ако така гледате, ако ја користим оваа реторика, значи јас сум лицемерен пред самиот себе. Не, затоа велам, јас не сум лицемерен пред самиот себе, бидејќи оваа реалност е таа и ако ние оваа реалност велиме дека не е реалност, тогаш ќе бидеме лицемерни. Но никој на нас не ни забранил и не е демократски некој нас да ни забрани да се бориме да ја смениме оваа реалност. Да, како ќе премиер, ја смениме, ќе видиме. Како премиер утре ќе мора да го користите новото уставно име. Каде го пишува тоа дека морам да го користам новото уставно име? Па вие сте представник на владата на таа држава и ќе треба да го користите тоа име. Ќе мора да го користите, се извинувам да не испадне дека ретерирам. Васко, во животот мора само една работа, ништо друго не мора да се Да, ама тогаш не треба да бидете премиер. Па во ред, ако вие цените дека не треба да бидам премиер, Не, тоа е логиката на правниот систем, на договорот, на последиците од него. Сега да се согласиме околу тоа, тоа се некои базични работи. Со вас, затоа ви велам, да, еве, таа реалност не ја игнорираме и сме дел од институциите. Дали вие ќе ми ја даете поддршката, тоа е ваше лично право, еве според вас, јас не треба да бидам премиер, тоаш вие претпоставувам ќе гласате за некој друг. Не го реков тоа и немојте да ми импутирате нешто што не сум го рекол, да. Па вие донесовте заклучок дека јас не треба да бидам премиер. Да, затоа што рековте каде го пишува тоа дека јас морам да го почитувам новото уставно име како премиер. Тогаш реков или не треба да бидете премиер, или ќе морате да го почитувате уставното име. Инаку јас не реков дека вие не треба да бидете премиер. Не сакам сега ова да прерасне во една непристојна дебата, бидејќи ќе го мислам дека цитирам. сосема пристојно дебатираме. Епа, тогаш да се вратиме на вестината. Вие рековте, тогаш вие не треба да бидете премиер. Ама тоа ви е друга објаснив работа. зошто, ви објаснив зошто реков. Затоа што или реков мора да го почитувате уставот и новото уставно име, или тогаш не треба да бидете премиер. Тоа беше логиката, не дека вие лично не треба да бидете премиер. Многу внимателно ве следев и немаше или, туку заклучок имаше. Добро. Но таа дилема ќе оставам еве на гледачите кога ќе не гледаат да практично пресудат. Мојот став по тоа прашање и тогаш и сега јасен. И сум го кажал, реалноста е таа, ние сме дел од таа реалност, функциониравме во тие институции, ќе продолжиме да функционираме, но мене никогаш никој договор не може да ме уврзе да ја користам новата придавка. Никогаш, вака.